Пилотот на авионот на Aer Lingus од Даблин имал навистина големи проблеми со слетување на леталото поради силниот ветар. Видеото кое доаѓа од аеродромот во Дубровник предизвика лавина од коментари на социјалните мрежи. Битката меѓу пилото и бурата ја овековечил дубровчанец кој ја споделил на својот Facebook профил. Големото невреме често предизвикува проблеми во авиосообраќајот во Дубровник, а околу 11 часот и 30 минути се гледаат маките на пилотот кога авионот се обидувал да слета на аеродромот Руѓер Бошковиќ. Авионот вистински се веел на ударите на ветерот за време на слетувањето. Пилотот за среќа со вториот обид успеал безбедно да го спушти авионот на пистата. Дадилка од Америка, која наводно тепала, давела и фрлала бебе старо 2 дена, по објавувањето на шокантното видео побегнала од земјата. Родителите на новороденче од Калифорнија на мрежите објавија вознемирувачко видео, а на него јасно се гледа како нивната ќерка е малтретирана од доверлива бебиситерка. Родителите, идентификувани како Ди и Ти, го виделе нивното безпомошно дете како насилно го тресе дадилката, го удира и го фрла низ собата во нивниот дом во Хилсборо, во близина на Сан Франциско, откако ја погледнале снимката од мониторот за бебиња. Невремето бора, викендов ја зафати Грција, а како последица на силното невреме 2 лица загинаа, додека голем дел од земјата е поплавен, меѓу кои и островот Родос. 57 годишен сточар загинал на островот Лимнос, кога го однела поплавата. Тој се обидел да го ослободи својот автомобил, кој бил заглавен во калта во близина на прелиената брана. Неколку часа подоцна бил пронајден мртов, а итната помош можела само да констатира смрт. Во одделен инцидент, 70 годишен жител на Лимнос се здобил со фатална повреда на главата откако паднал на лизгави скали додека го чистел својот дом во невремето. Властите во Грција издадоа многу предупредувања за итни случаи. Едно од предупредувањата е жителите да се евакуираат поради излевање на браната. Неколку илјади проевропски демонстранти се собраа во неколку градови во Грузија 4ти ден поред, протестирајќи против владата, која го отфрли барањето на опозицијата за организирање нови парламентарни избори. Поранешната Советска република е во превирање по парламентарните избори одржани на 26 октомври, на кои победи владеачката партија Грузиски сон. Сепак, опозицијата ги осуди изборните нерегуларности и ја бойкотира работата на новото свикување на парламентот. Мирисите и боите се одлични сојузници во учењето и организацијата, бидејќи ни помагаат да се потсетиме на важни информации. Најдобро тоа го знаат учениците и студентите. Затоа не е чудно што моливите и маркерите со мириси станаа вистински хит меѓу младите. На TikTok многумина со задоволство ги покажаа своите моливи и фломастери со мириси, а особено се воодушевија студентите и уметниците, кои секогаш бараат нов начин за изразување на својата креативност. Морам да им ги покажам на сите, имам едни со мирис на чизкейк со јагоди, за јадење, мирисот на овие моливи буди спомени, треба да направат маркери со мирис на алкохол, се само дел од коментарите на објавите на TikTok.